Падна првата оставка во обвинителството, додека републичкиот обвинител Коцевски засега одбива да се повлече и веројатно ќе чека да биде сменет, оставка си поднесе неговиот избор за шеф на Скопското висше обвинителство Наташа Крстевска-Цалева. Нејзиното заминување следи само 7 дена откако беше назначена од Советот на јавните обвинители во постапка која владата ја оцени како незаконска. За разлика од неа, Коцевски ќе чекал да ги види аргументите на власта, па потоа ќе решавал што ќе прави. Одлуката ја оставам на политичарите. Јас строго сум работел и се уште ќе работим согласно законот. Условите доколку се исполнети согласно законот за јавно обвинителство, стојам на тоа и нека ме разрешат. Меѓутоа, доколку не се исполните условите согласно законот за јавно обвинителство, јавноста ќе цени дали ќе бидем разрешен на законит начин или не незаконит. Назначувањето на Крстевска-Цалева беше една од причините поради кои се бара разрешување на Коцевски. Поставување на заменик во Скопското висше на местото на суспендираниот обвинител Мустафа Хајрулахи според владата било направено на незаконит начин и затоа ја започнаа процедурата за негово разрешување. Коцевски е изненаден од одлуката на Крстевска-Цалева, која со само една реченица од своето образложение бара обвинителскиот совет да ја замени со некој поискосен обвинител. Со оглед на тоа дека што туку сум дојдена пред 3 месеци во Висшето јавно обвинителство Скопје и имам потреба да се фокусирам на работата на предметите. Молам да бидам ослободена од оваа обврска на која подобро би одговорил јавен обвинител со поголемо работно искуство. Републичкиот обвинител тврди дека не му се пожалила на никакви притисоци, а не знае ниту пак кои се вистинските причини да не ја сака раководната позиција. Поради тие нарушени меѓулудски односи, ценев дека најцелисходно е да истата ги врши одредени работи во Висшето јавно обвинителство Скопје. Тоа не е ВД, туку е обвинител кој што ќе потпишува пошта, ќе прима пошта, ќе распределува и ќе врши текомни работи. Обвинителскиот совет пак си остави време до следната седница за да пресече дали ќе ја прифати оставката на Крстевска-Цалева. Пристигната молба или барање, така е насловено од страна на јавниот обвинител во Висшето јавно обвинителство во Скопје, кој е определен да раководи со тоа јавно обвинителство додека трае оддалечувањето на висшиот јавен обвинител. Присуствувавте на седницата и видовте дека ги запознав членовите на Советот. Доставено е молбата и барањето до сите нив, така да на наредната седница ќе донесеме одлука. Според владата, Коцевски требало да биде разрешен заради низа скандали, нарушена функционалност, корупција и нарушени меѓучовечки односи во јавното обвинителство. Имало и сомнежи за пристрасно постапување и судирни интереси во предмети за кои тој не се изземал. Сепак, како најголем грев за кој има основа за разрешување е прекршувањето на законот во случајот со назначувањето на нов шеф на Скопското висше обвинителство.